денеска се состанавме со представниците на Економско-социјалниот совет. Очигледно е дека има одредени прашања кои што дополнително ќе треба да се дискутираат. Наидовме на блага тензија помеѓу синдикатите и делумно и работодавачите. Меѓутоа не верувам дека овие проблеми не може да се надминат, ќе соработуваме, ќе продолжиме да се состануваме и ќе надминеме се што е возможно во наредниот период. Што конкретно беше проблемот помеѓу синдикатите и работодавачите? Мислам дека синдикатите сами ќе се изјаснат по тие прашања, затоа и се повикани. Сметавме дека оваа пресконференција треба да биде отворена за секој да може јавно да се изрази. Што се однесува до состанокот беше примерно наменет за запознавање со општата ситуација и со представниците на самиот совет. Каква според вас е состојбата моментално? Кои се вашите први заклучоци по состанокот? Првите заклучоци се дека според изјавите кои што ги добивме имало одредена дискрепанца во однос на нормалното секојдневно функционирање на самиот совет во однос на забелешките кои што ги давале на состаноците. Меѓутоа ќе треба повеќе да навлеземе во проблематиката, да ги слушаме сите страни и сите проблеми се надминливи. Во изминатиот период имаше едно несогласување околу конкретно за синдикатот кој што треба да се формира на високото образование за склучување на колективен договор за земање на 10% повисока плата. Каков е вашиот став околу тоа синдикално здружување, дали треба, дали ги нарушува законот за работни односи или не? Зборувавме малку и на таа тема. Представникот од СОНК, претседателот на СОНК е сега тука, може повеќе да го прашате за оваа тема. Се изјаснија синдикатите дека се против моментумот на работодавачи во организација на нови синдикални организации, меѓутоа повеќе ќе дадат тие како изјава. Ова средба на Економско-социјалниот совет беше и како што кажа министерката еден вид запознавање со состојбите во социјалниот диалог и јас се надевам дека иако таа е дел од една, така да кажам, неприродна влада, бидејќи ова не е техничка влада, туку влада на компромис каде што министрите и заменици министри се поднесуваат меѓу себе кривични пријави, така да ние како работодавачи не гледаме дека во една таква ситуација кој знае како ќе напредиме социјалниот диалог. Но суштината на социјалниот диалог е друга. Значи, Македонија не се наоѓа на почетокот на 20 век и класната борба и омраза помеѓу работодавачите и работниците не треба да биде основа за некој напредок. Во суштина, напредокот и животниот стандард во развиените земји напреднал заради новата технологија, заради иновациите, вложувањата во современа опрема, така живеат многу побогато од нас и она што гледаме како благосостојба таму. Но на нас што ни фали? Не треба да се гледаме преку нишан, ни работодавачи, ни работници, треба да се почитуваме меѓу себе, треба да знаеме да градиме компромиси помеѓу нас, треба да знаеме заеднички да ги сваќаме за различните интереси. Ако ние немаме такво разбирање, ево гледате што се случува и на оваа седница, имаме повеќе расправа помеѓу синдикатите меѓу себе, отколку расправа помеѓу работодавачите и синдикатите. Значи мора да го видиме новото време. Синдикатите би препорачала тоа и на сите работодавачи во Македонија. Не може ни еден работодавач, ни една влада да ги искористи нив политички, ако тие не го дозволат тоа. Значи самите тие се виновни ако некоја власт ги искористи за политички цели. Тие треба да бидат независни и да ги гледат интересите на работниците и на работодавачите. Добро, што според вас како работодавец треба поименно да се промени и треба да биде дел на дискусија од Економско-социјален совет? И во последно време синдикатите излегува со неколку барања, први законот за работни односи новиот кој што треба да се донесе со одредени точки за намалување на работните сати во неделата, за породилното отсуство да се намали и договорите на определено. Исто така се бара и сабота и недела да бидат неработни денови. Видите, јас ги почитувам тие ставови и затоа реков дека основа на социјалниот диалог е меѓусебно почитување. Но ќе кажам дека во Македонија не се проблем законите, не е проблем и општиот колективен договор. Проблем е почитувањето на нив. Владата, кој да е, мора да обезбеди почитување на законите. Ако ние немаме почитување на законите, ние во нив ќе напишеме сите наши желби како што сакаме да биде, но во пракса нема да има. Правата на работниците се загарантирани дури во уставот и правото на здружување и формирање на синдикат е уставно загарантирано право. Дел од прекршоците во област на работните односи се кривично носат кривична одговорност. И во такви услови ние не може да зборуваме дека се лоши закони. Може да зборуваме само за непочитување на законите, но не да зборуваме општо, да кажуваме во Македонија сите работодавачи се експлоататори или да зборуваме општо дека никаде не се почитува правата на работниците. Треба директно веќе да се научиме да зборуваме со име и со презиме. Директно да се бориме против таквите луѓе
што ниту почитуваат право на здружување, немаат синдикати, ниту почитуваат работнички права. Правото да речеме на недела као неработен ден. Денеска е решено во нашиот закон дека по правило е недела, но може да биде и друг ден во недела. Значи правото на 20 часа одмор во текот на неделата е гарантирано кај нас во Македонија. Значи онаму ако не се почитува, тоа е заказнување.